Здраво, ова е 421-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Blue Heron од Софи Ромвари, во кој станува збор за 6-члено семејство кое се вселува во нов дом во Ванкувер, но деструктивното однесување на најстариот син постепено им ги нарушува животите. Неговите самоуништувачки одлуки стануваат непредвидливи, создавајќи енормна не само доверба кај родителите, кои не може да најдат соодветна институционална помош за да дојдат до образложение за неговото бурно однесување, затоа што знаат дека спотнаните девијации се темпирана бомба која постојано отчукува и секој момент може да го вивне домот во пламен и да гледа како согорува куќата од надвор. Режисерката Ромвари неретко подлегнува на користење на автофикција за обликување на незините творби, затоа што во незиниот приод користи дел од незиното истражувано семејно минато и создава деривативен облик на проблематично, нестабилно момче според бројните истражувања кои ги направила за сличните клинички случаи. Реминесцентното навраќање во минатото секако дека е некоја незина проекција на носталгичното минато, а филмот го гледаме низ очите на Саша, ќерката на семејството, која е сведок однатре, фамилијата. Не ја следиме перспективата на проблематичниот син Джереми или пак родителите, не, детерминанта на режисерката е да ни даде пристап во светот исклучиво низ очите на малото девојче, како своевидно пообјективно сведоштво на настаните, начелно евоцирајќи го минатото во кое и самата режисерка доаѓала до камера за да ги сними домашните архиви. Тоа значи дека филмот се заснова на потребата од контролирање на минатото и делимично направи рекреација на сопствениот наратив и симултано да воспостави невозможната контрола врз одминатото време. Избликот на френетични испади во нерегуларен интервал на Джереми создава јадежи кај сите членови на семејството, иако малата Саша не е во можност да разбере зошто незините пријателки подобро е да не го видат семејството во тој стадиум, бидејќи родителите се свесни за немањето капацитет за емпатија, кој ќе може да прерасне во озборување и врсничко насилство, како што подоцнежниот наврат ќе посведочат дека Джереми претрпел навреди поради неговиот изглед од соучениците, кога настанува поместувањето на очите, чинот кој го лоцираат како иницијалната каписла за сето зло кое се истура во семејството, каде пукнува јадрото и нема начин да се состави повторно. Насреде филмот настанува еден фантастичен пресврт, естетски и структурален, при што возрастната итерација на ликот ќе се врати при себе си во минатото и да би имала можност да си соопшти, да не се грижи дека се ќе биде во ред во иднина, нема да може да си го даде тоа знаење затоа што нема магично решение. Туку тоа вонвременско соочување е всушност помирување со себе си дека не можеш да го промениш минатото, зашто сведочи и неуспешната поставка во реконструкцијата на метафилмот. Филмот од неприфаќање на смртноста и обид средство за прифаќање на работите кои не може да се променат. Од едно упориште, идилично место каде се вселува семејството во природната канадска убавина, таа неисцрпна идила секогаш ќе ги потсетува на распадот на семејството без разлика на убавината која ја поседува. Во интимистичката семејна мелодрама спонтано се навраќаме на навирањето на фрагментираните, некомплетните спомени, кои оставаат длабока трага во нашето битисување. Безпомошноста на родителите во неколку наврати е напомената, иако на нив им се сугерира да заземат поавторитарен став кон синот во првиот брак, но во самиот епилог низ збор дознаваме што се случило со него, како постепено исчезнал идентитетот на детето во возрасен маж кој никогаш не ја добил потребната помош, конклузија која ќе скрши и возрастната Саша и гледачот истовремено. Ако бараме филмови кои се навратиле на аналогната естетика на домашните снимки и ги врзали истите за дејствието, тогаш мора да го напоменам Aftersun, како едно успешно реализирање на оваа практика, па може би Invention од 2024, во тоа аналогно навраќање да се вброи, дисбалансирани семејства имаше и во Value, Sound of Falling, Father, Mother, Sister, Brother, If I Had Legs I'll Kick You, за кои ви говорев во емисијата, или пак секојаш можеме да се упатиме кон Касаветес и A Woman Under Influence, која е во прашање ментална нестабилност во семејството, со што би се согласила и режисерката на која е еден од омилените филмови, но исто така ќе го спомнам и The Tale од 2018 година, како уште еден метафилм за преживеаната траума од детството, пред да прерасне во We Need to Talk About Jeremy.
Секоја чест на тимот на продукциски дизајнери и останатите технички сектори, на кои верувам дека косата им се кренала на главата кога режисерката им соопштила дека ќе треба да создадат реминесценција на 90-тите, историско навраќање со костими, компјутери, автомобили и интериери во историски контекст, каде Paint и Winamp направија технолошка револуција за која не добиваат доволно пофалби, иако јас сум тврдокорен корисник на Winamp до ден денес, убеден во неговата супериорност над останатите музички плеери. Кинематограферката Маја Банковиќ е подготвена на висината на задачата да го направи визуелниот естетски скок меѓу два различни начини на кадрирање, во првиот со употреба на долги зум леќи, снимајќи од далеку, исто како што е работена домашната архива на режисерката, односно имитирајќи го тој процес на оставајќи простор на младите актери и актерки да им даде место за играње, да делува како снимање на рака, како што на времето кадри решавале во мастерите Касаветес и Алтман, каде иако камерата е позиционирана што е можно подалеку, сепак нужно е да се долови илузијата дека се снима однатре семејството со спорите зумови и се гледа парцијално низ перспективата на младата Саша, додека пак вториот дел е со фиксирана камера, постерилени по аналитички, следејќи ја фокализацијата на незината возрастна итерација на ликот, која како што пораснала, така и се променил незиниот поглед на семејството и минатото. Курт Вокер е монтажерот на филмот, кој наоѓа начин да ги врзе во структурална целина погледите однатре семејството во првиот дел од филмот, каде што мислам дека има поголема слобода за поигрување со структурата, отколку во вториот дел, каде се документира процесот на анализа на семејството и се прави магичното интерферирање во минатото. Во почетокот на филмот музиката е диегетска, извира од некоја сцена однатре филмот, таткото прави саундтрак кој ќе пуште King Crimson на Winamp. Во една варијација на филмот искористена била и композиција на Брайан Ино, ама поради продажба на каталозите на големите издавачи, невозможно е за буџетот на филмот да се дозволи купување на права за употреба на песната денес, па направена е замена. Потоа се случува оркестрален скок во вториот дел, односно нема класичен композитор на самиот скор, тоа се користат извадоци од дела на Прокофиев и Бетовен. Канадската режисерка Софи Ромвари, со унгарско потекло, со оглед на тоа што има мигрирано незината фамилија од Унгарија во Канада, создава филмска кариера која е нераскинливо поврзана со случувањето од незиниот приватен живот и во таа нишка на автофикција најдобро се изразува. Иако занаетот почна да го учи по сетовите, вклучувајќи го и сетот на сестрите Соска од American Mary, но започна да режира кратки филмови во средината на 10-тите години од овој век, со семејни играни вињети кои допираат до неразрешено минато на ликовите, најчесто ситуирани на празник, поради тоа што и завршуваа на антологии поврзани со празници, дали Божик или Хеловин. Кон крајот на 10-тите започна да снима и кратки филмови каде соодносот со милениците беше предмет на истражување и кога навлеговме во пандемијата, таа започна да снима кратки филмови кои најпрвин го рефлектираа животот во робување на четирите ѕида како Some Kind of Connection и Oh to Realize, но исто така тоа беше период кога ги отвори кутиите полни со спомени и фотоалбуми и започна да снима кратки документарни филмови за својата фамилија, портретирајќи го незиниот дедо, продукцијскиот дизајнер во Remembrance of Joseph Ромвари и незиниот татко, несудениот кинематографер во автобиографскиот Still Processing, со кој доби вниманието на фестивалите на документарен филм, а незиниот краток за услугите за победување на самотијата It's What Each Person Needs играше на фестивалот во Торонто. Blue Heron е незиниот прв долгометражен филм и се надоврзува на незината девиза филмот да го третира како процесирање на траума, без да му понуди на авторот катарзично ослободување, тоа задоволство е оставено на публиката, туку да предизвика соочување со материјата која му создава неудобност во реалноста и преку уметничкото дело се пресметува со неа. Незината кратка форма е токму тоа, обид за помирување со непроменливото минато. Не е гламурозен животот на авторите на инди филмови, кои, како во случајот на Софи, е вработена во киносала како супервизор, додека незиниот филм игра по филмските фестивали и во дадени околности и самата продавала билети за прикажувањето на незиниот филм. Точно е дека режисерката реализира интимистички творби и незиниот живот е стврзно ткиво во делата, меѓутоа не знам дали поседува во себе некој друг филм со кој ќе може да каже нешто повеќе од тоа што го долови во ова дело, кое го сублимираше незиното севкупно краткометражно минато во една долга форма, во која документаристичкото истражување се најде во служба на играната форма и можеби во кршењето на овие гранични позиции меѓу формите ќе биде незиното силно оружје. Се разбира доколку одлучи да го изводи тој пат или можеби ќе избере некое сосема поразлично скршнување.
Кој знае, ќе видиме. Blue Heron имаше премиера на фестивалот во Локарно, каде се здоби со 2 награди за најдобро деби и специјално напоменување од жирито за јуниори, а потоа беше награден на фестивалите од Торонто, Монтреал, Хонг Конг, Гент, а беше прикажан и во Чикаго, BFI, Сан Себастијан, Љубљана, Гетеборг и многу други фестивали. Јанус се погрижи да заврши на каналот на Критерион овој мал филм, за да го обезбеди својот култен статус во иднина. Филмско помирување со минатото, во кое не може да се најде решение, да му се помогне на најстариот син во семејството, да престане да биде закана за најблиските со неговото самоуништување, кршејќи го семејниот портрет кој нема начин да се залепи. Ако морам да го евалуирам, тогаш Blue Heron од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 421-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!